Добре дојде во студио за Бранко Геровски, новинар, аналитичар, Петар Арсовски, аналитичар и пиар стратег. Првото прашање се разбира тема на емисијата се изборите и прво, ваше објаснување зошто сметате дека Иванов води со 120.000 гласови над Стево Пендаровски. Бранко Геровски веќе напиша всушност во неговата колумна во Плюс Инфо, е прецизен прилично, вели вака: на сите ни е јасно дека ВМРО-ДПМ не победува на сите избори со масовна корупција на избирачите, подкупување на ранливите категории население, бескрупулозна злоупотреба на народни пари за партиска пропаганда, целосна контрола врз моćните медиуми. Така е. Тоа е објаснувањето. Така е, јас стојам зад тој факт и тоа се случува 8 години во кои, ако е точно пребројано, имаше 9 изборни циклуси, 9 избори. И тоа се повторува, дури се засилува таа стратегија и тактика. Тоа е дел од одговорноста, дел од причината за она што не се случува. Вториот дел од причината е што немаме храброст, немаме сила да се спротивставиме на таа пракса. Јас уште после 24 декември предлагав пратениците дефинитивно да го напуштат парламентот. За жал не се тоа прифати. Се залагав локалните избори да се бойкотираат во вакви услови за кои изборуваме, не се прифати. И ако постојано сега одиме на изборна кланица, а ова изборна кланица дефинитивно, голем дел од одговорноста за тоа е и наша. Се разбира, и во такви услови... Чија наша? Наша на луѓето што сакаме да се промени овој режим. Јас барем се сметам еден од тие. Не сум политичар, не сум гласач, но ми е значено. Граѓаните на Република Македонија, граѓанството за кое претпоставуваме дека е незадоволно, мора да добие реална, објективна шанса за неговата волја да се преслика во изборниот резултат. Ние немаме таа шанса, ама не можеме да очекуваме да ни ја подарат таа шанса. За таа шанса треба да се бориме. За промена на овој амбиент за кој зборуваме сега, кој е стравичен, уникатен на Балканот и пошироко, е потребна енергија, потребен е протест, потребни се радикални чекори, бидејќи вака не оди. Добро. Арсовски, радикални чекори потребни се, веројатно и отпор на улиците, би рекол. Јас со голем дел од ова што го кажува Геровски се согласувам, но не мислам дека е тоа целата приказна. Ако погледнеме регионот малку пошироко, факт е дека во голем дел од земјите во регионот има некаков ревајвал на националистичкиот популизам како движење, кој сметавме дека со приближувањето кон НАТО и кон ЕУ ќе биде надмината варијанта. Па и не само регионот, Франција погледете само. Така е. Марин Лепен како и дури тоа не се покажуваше на анкетите. Значи, ако погледнеме победата на Вучич, Унгарија, Бугарија, Грција, ако сакате, Турција како значаен фактор во регионот, ќе видиме дека не сме ја затвориле приказната околу тоа дека луѓето имаат некакви ретроградни се уште атавистички ставови. Се разбира, тоа не е доволно за ваква масовна. На тоа скоро сите овие земји кои ги споменав, практикуваат еден модел кој Геровски го објаснува. Тоа е целосна контрола врз медиумите, целосна контрола врз јавната мисла, десеткување на автентичниот цивилен сектор и оневозможување на независни центри на моќ. Во таа смисла граѓанското општество и тоа како е одговорно да се спротивстави, бидејќи не постои државен апарат во светот кој оставен сам на себе нема да чепне од граѓанските слободи и права. Прашањето е колку сме ние подготвени за тие да се избориме. Како да се спротивстави, може ли да кажете? Ќе ви кажам, не постои земја во регионот кај што парламентот не е запален барем еднаш, освен во Македонија. Значи, вие не можете да очекувате дека некој слободите и правата ќе ви ги подари. Мора за нив да се изборите. Дали тоа значи радикална варијанта на улица или не, во овој момент не е ни прашање и прашање дали воопшто може да се спроведе. Но првиот чекор е да реализираме, да сватиме што ни се случува и да оформиме некаков план како на тоа ќе се спротивставиме и да престанеме да очекуваме дека некој друг ќе ни ја заврши работата. Ако тоа се случи, имаме некаква шанса. Јас под радикален одговор на оваа клима, на овој амбиент, не подразбирам задолжително
и приоритетно да излеземе на улица, да протестираме, да го вратиме отпорот. Да не палиме парламенти? Да палиме парламенти и така натаму. Иако, да се разбереме, тоа се случува и тоа е исто така дел од приказната на борбата за демократијата во секоја земја. И тука сум потпуно согласен со Арсовски. Она што јас мислам дека е клучно, треба да биде клучен одговор, е да одбиеме и граѓаните, а пред се опозицијските политички партии да партиципираат во институциите на овој режим. Бидејќи тие не постојат институции. Не сакате, како да кажам, кога го напишав ова што вие пред малку го прочитавте, кај што заговарам всушност да се делегитимираат изборите и да не се учествува во парламентот, многу луѓе ме праша, па добро, ама со тоа ќе изгубиме присуство во парламентот. Прашам, што ќе изгубиме? Прво, што добивме со тоа што во овие 3 години луѓето беа во парламентот? Успеа некоја интерпелација, се смени некој закон, се направи нешто било што, се освои минутажа на собранскиот канал кој никој не го гледа. Тоа е единствената мала ситна придобивка од целата приказна. И се разбира се, ќе се вработија 30-40 луѓе. За тоа гласаме ние, за тоа се бориме. Партиите треба да бидат агенции за вработување на 30-40 луѓе? Не, тоа нема логика. Тоа нема логика. Зошто би се партиципирало во институции кои се комплетно уништени, партизирани, тероризирани? Нема шанса. На тој начин само се легитимира режимот и му се овозможува да се тој постојано да се обновува. Зошто? Бидејќи тогаш нема отпор. Како ние очекуваме граѓанството да пружи отпор, народот да пружи отпор, да создадеме некој опозицијско расположение кога политичките партии, политичкиот лидершип, значи луѓето што треба да го анимираат тој отпор, ќе се влезат во парламентот, ќе се збираат плата секој први, ќе кажат по нешто и ќе мислат дека вршиме некаква работа. Не бива тоа. Добро. Гировски заговара бојкот на вториот круг. Не, да бидам прецизен. Заговарам делегитимирање на изборите и заговарам одбивање на партиципација во парламентот и во другите институции. Дали тоа ќе се изведе со бојкот, дали тоа ќе се изведе откако ќе се изоди патот до крај, до 27 април, за мене е прашање на тактика за која ќе решава, ако воопшто решава, опозицијата. Добро, еве, една од опциите, вели Гировски, ако нешто крупно не се промени овие 2 недели, треба да очекуваме СДСМ мора да одбие безусловно да учествува во вториот круг. Дали е тоа решение? Тоа не е невозможно, тоа не е нелегитимна одлука, но во овој момент страх ми е дека ќе се покаже како невозможна. Страх ми е дека може да се покаже како невозможна. Видете, многу ќе биде тешко во СДСМ да се спроведе таква одлука, особено што ако ги погледнеме, ги го спомна 24-ти, ако ги погледнеме ситуацијата помеѓу 24 декември и сега, тогаш поводот беше несразмерно поголем, а последиците несразмерно помали како политичка криза, а сега поводот е минимален, имајќи преди дека опозицијата сама го потпише изборниот законник, а последиците се несразмерно поголеми, бидејќи се работи и за криза на парламентот и за криза на неизбор на председател. Така што во споредба помеѓу тие две варијанти мислам дека ќе биде многу тешко за СДСМ да конституира некаква радикална опција во таа смисла, иако не е до крај невозможна. И тоа што е уште поважно е дека опозицијата вкупно во Македонија, не зборам само за СДСМ, има повеќе партии кои се во опозиција, мора да расчисти со својата стратегија. Дали учествуваат во овие институции и ги легитимираат изборите, изборниот амбиент, изборниот процес или не. Најстрашно е што лавираат од еден до друг став, од циклус. Мора да фатат некаква стратегија на крајот, затоа што овие 320 кусури илјади гласачи кои гласале за промени на овој изборен циклус, со нивното лавирање во стратегија ги држат во заложниство. Значи, во крај на неја ги немам сите податоци, не знам која е најдобрата стратегија за нив, но некаква конзистентна стратегија треба да фатат. Вчера еден пријател ми вели вака, сериозен човек инаку. СДСМ има обврска да
остане во парламентот поради тие 320.000 кои може би ќе бидат, да речеме 350 или не знам колку, за да остане во парламентот, да не ги изневери гласовите, туку да ги преточи во мандатот. Јас велам не. СДСМ нема обврска таква, СДСМ има друга обврска. Тие 320.000 луѓе гласаа за промени, гласаа за нов почеток. Ви ги цитирам слоганите со кои не повикува на гласачките места. А не гласаа тие луѓе за 30 на пратеници да се вдомат во парламентот и да се надева и на тој начин да се повторно да се легитимира овој режим. Јас мислам дека за тоа не гласа. И мислам дека ќе биде изневерување на мојот глас, да речеме, и на гласовите на многу луѓе кои гласа за промени, значи гласа за пат на режимот и гласа за враќање на демократијата во Македонија. Тоа беше клучната приказна. Ние не гласаме, се извинам, не е ова, не се ова локални избори, па избираме градоначалник кој ќе прави улици, кој ќе прави не знам што и така натаму. Ова се председателски и парламентарни избори во кои се определува иднината, судбината на земјата. Да. Добро. Не зборам во таа наивна варијанта, 320.000 гласа би биле навредени ако СДСМ условно бойкотира парламент. Зборам за една многу прагматична употреба на таа граѓанска поддршка. Значи, нормално дека секоја партија која губи избори повеќе пати, во текот на тој процес некако губи коренува. И се разбира, потоа почнуваат некакви погрешни проценки, да се врзува со некакви погрешни аналитичари и така натаму. И тоа не е, го разбирам како нормален тек на работата. Но, извини, овие 320.000 луѓе кои сега гласале за промени, партијата која го артикулира нивниот политички став, мора јасно да им каже, добро, сега помагај за правење програма. Сега помагај во отпор или одење на улица или дигни го својот глас, значи треба да им артикулира некаква конзистентна стратегија. Не дека се они нешто навредени ако се да само го напушти парламентот. Не, но мора да ги искористат во употребна вредност во некаква политичка артикулација. Да, согласен. Груевски во говорот ноќтен, дента на ноќта на изборите, ги нападна анкетите, некакви агенции, анкети кои се спроведувале. Предпоставувам, веројатно мисли на рейтинг, агенцијата рейтинг и анкетата која ја спроведува, според која Стиво Пендаровски требаше да води во овој прв круг на избори. Имате ли објаснување како се случи сепак лошата, погрешната проценка на рейтинг? Со оглед на тоа што е кредибилна агенција, имаше и предходно, нели, спореше со Владимир Божиновски, даде компаративна анализа, резултати на предходните циклуси избори. Видете, јас сепак би ги почекал рейтинг да кажат официјално но што е анализата на тоа што се случува, но дел од причините можам да ги елаборирам веќе сега. Например, во анкетите кои ние ги правиме, прашуваме за кого луѓето гласале 2011 на предходните избори. Тројца од луѓето кои гласале за СДСМ во 2011 сега велат дека не гласале за нив. Значи, прашањето за кого ќе гласате на овие избори не ви ја дава реалната политичка определба на електоратот. Зошто се плашили електоратот? Се плашат, се приклонуваат кон посилниот, не сакаат, видете се плашат дека ги прислушкуваат, се плашат дека се запишани во некаков список, видите се тие го остават нивното име, презиме и адреса. Како гаранција дека ќе гласаат за владеачката партија според одредени изјави на имајќи предвид дека вие на одговорот на прашањето за кого ќе гласате не добивате реални бројки, потоа мора да ги пресметувате по една или по друга формула. И кога веќе ќе влезете во пресметување, што го нарекуваат агенциите пондеринг на бројките, тука грешките се многу лесно се прават. Не е дека јас сметам дека да оправдувам или да обвинувам било кого, но дел од причините се што луѓето не се изјаснуваат на анкети. PR стратег работи, веројатно му е непријатно, ќе бидам помалку подиректен. Не е само тоа причината. Ако можам да смислам мало оправдување за рейтинг, тоа би било фактот што веројатно во анкетите албанците гласаат,
а во првиот изборен круг не гласаа. И тука веројатно е создадена некаква разлика. Но ако работиш тој бизнис, тоа треба да го знаеш. Тоа треба да го предпоставиш, да го пондерираш не со твоја лична проценка, туку со контролни прашања, со нешто што ќе донесе до некаква посериозна објективност. Се покажа дека анкетата на рейтинг е апсолутно несериозна и јас да сум нарачателот ќе си поверам да ги вратат парите. Добро, можно ли албанците да се проблем, како што вели Геровски, проблем во смисол на лоши резултати? Па сега Само делумно. Делумно. Се работи за моја струка да не, но е бидејќи е Геро директен да бидам јас. Да, можно е албанците, но вие на анкетите знаете кои се албанските гласачи. Кога ги правите проценките, можете релативно едноставно да пресметете дали албанците ќе учествуваат или не. Како може да се предвиди? Видете, Зошто како може да се предвиди? Па председателот на ДУИ ги повика албанците да не гласат на председателските избори. Генерално и албанците и луѓето кои се плашат, на тоа мислев, не само на албанците, се разбира, не мислам само на албанците. Луѓето кои се плашат или кои даваат лажни одговори, како може тогаш да веруваме на некоја анкета да биде таа релевантна? се повторно ме тераш да бидам груб. Како што можеше другата агенција која беше овде на дебата да предвиди. Владимир Божиновски. За жал, Владимир Божиновски, да. Значи како една агенција може, друга не може. Значи постојат методи математички. Постојат методи. Сега да не ги објаснувам, Да. но постојат методи со кои може релативно прецизно да се утврди потенцијалот на гласачите и што може да се очекува од изборите. Не. Добро, околу албанците, бидејќи Геровски ги спомена, Бујар Османи вчера изјави дека албанците кажале да за консензуален председател, односно не за едностран председател. Ахмети веќе најави дека е бојкотот во вториот круг е извесен, албанците нема да излезат пак. Тогаш како очекува, доколку дојде до земање на власта, добивање на мандат, доколку победи ДУИ, како очекува Ахмети да го добие мандатот од Иванов? Ако ми е редот да одговориме да се изјаснам. Дефинитивно Али Ахмети повика на бојкот на вториот круг од председателските избори. Има еден мал проблем во таа приказна, нешто што може да биде мал зарак на надеж за Пендаровски конкретно. Не за парламентарните избори, тоа е друга приказна за Пендаровски. Тоа е дека тешко е да го повикаш гласачот на избирачки места да гласа за твојата партија и да му речеш, ама нема да гласаш сега за председателските избори. Зошто е тешко? Па затоа што луѓето фрли ливчето. Видите, сега да кажам најсигурно е да го направиш она што го направија во првиот изборен круг. Мислам дека под 15% беше излезноста во албанските средини. Голем дел од луѓето, од албанците, според моето мислење, кое е малку наивно можеби, малку нестручно во секој случај, но искуствено бидејќи живеам во таква средина, голем дел имаат волја да го поддржат Пендаровски за председател. Тие кои имале волја да го поддржале во првиот круг? Не, тие не. Зошто тогаш го послушале Ахмети за бојкот? Затоа што е слушаат командата на својата партија. А зошто сега нема тоа да го направат во вториот? Не, пак ќе го направат, тоа сакам да кажам, само нема да немам. Значи волја постои, но од друга страна се соочува со строгата строга дисциплина партиите и тоа да се разбереме, да не могу да припишуваме само на Ахмети. Сите македонски партии функционираат по тој принцип. Барем тие што се малку посериозни машини. ВМРО функционира така. Ке речат вака, пепелјара за председател ќе бираат. Повторно, тука не може да се исклучи погрешната проценка на СДСМ кои имаа кампања во албанскиот дел, сериозна, и јас не знам која е логиката да терате мултиетничка кампања, кога другиот етникум таа ја одбива. Тој концепт не може да го наметнете кој другиот етникум. Јас се согласувам дека висока е веројатноста дека албанците нема да гласат ниту во вториот круг. Не требаше, сака да кажете, не требаше да подаде рака Стево Пендаровски како што одеше во албанските области и велеше јас ви се обраќам не како албанец, туку со име и презиме. Се едно е дали сте албанци. Тоа е прашање на погрешна проценка. Тоа е погрешен потек.
ако ја зборуваме големата слика, јас немам против принципиелниот став дека председателот на Македонија треба да има поддршка од албанците. Но механизмот низ кој таа поддршка ќе се оствари во моментот е многу комплициран. Консензуален кандидат не сум сигурен дека тоа е вистински механизам, бидејќи тој би бил на еден или на друг начин коалициски, а не консензуален кандидат. Бидејќи тој треба да го предложат две партии. Можно решение за кое се заговара избор на председател во собрание, за кое исто така не сум сигурен дека е најпаметно, бидејќи сепак во овој релативно млад развој на демократијата во Македонија не сум сигурен дека председател треба да се избира во собрание, бидејќи тогаш тој би бил директно под контрола на власта. Нема да биде никаков check and balance на системот. Сепак немојте да забравите дека председателот во Македонија се избира со поголем легитимитет одошто власта. Повеќе гласачи на број гласаат за председател одошто за владата. Така што јас кога би имал избор би го задржал тоа, но би му додал ингеренции на председателот. И потоа постојат разни варијанти како двојното мнозинство да се спроведе на терен, но на директни избори. Каква е тогаш иднината на Дуи, на Ахмети, ако Груевски постојано повикува дајте ми 62 пратенички мандати, не сакам да ме уценува албанското гласачко, односно на албанските политички партии, мислејќи на Дуи? Знаете што, на овој начин, да препоставам дека со добра намера, бидејќи не сакам да судам за мотивите и за намерите на луѓето, не е коректно. Значи, препоставам со добра намера да се дојде до консензуален кандидат, Ахмети реално ќе го донесе Ѓорги Иванов на власт. И тоа е контрадикторноста на целата приказна. Немаше ништо да промени Пендаровски да не оди меѓу албанците, немаше ништо да промени да оди, да зборува на албански јазик и да им каже дека баба му е албанка. Ништо тоа битно нема да промени, да се разбереме. Одлуката е политичка, дали ќе се гласа за овој или за оној кандидат. И јас мислам дека Али Ахмети всушност ќе го легитимира изборот на новиот председател од ВМРО ДПМН. Сега. Но можно е да коалицира Груевски со ДП? Не. Што велите за тоа? Јас тврдам дека нема тоа се случи. Не, во овој распоред на силите, тоа е безмалку невозможно, ако се следат резултатите, извини што прекинав, ако се следат резултатите на Халими во првиот круг, ако се повторат тие бројки на парламентарните избори, тогаш Тачи нема да може да конституира ни парламентарна група, камо ли да зборува за коалиција со ВМРО. Поентата е дека е тешко да се претпостави сега динамиката и квалитетот на односите меѓу едните потенцијални партнери ВМРО, ДПМН и ДУИ во владата по се ова што се случи. Што е мојата стратегија? Значи, ако дозволиме ВМРО, ДПМН да остане сам во парламентот заедно со ДУИ и со можеби некој пратеник со едноцифрена бројка од останатите политички партии, ние всушност ќе го изостриме конфликтот. Значи, нема да биде исто ако ВМРО има 60, 62, 63, 65 и ДУИ 25, не знам колку пратеници, нема да биде исто таа битка и ако ВМРО има 90. Значи, еднаш треба да го видиме тоа. Значи, тоа е, пазите, не имаме такво политичко искуство во Македонија. Дојдовме до ситуација да сватиме дека мораме да ја делиме власта со малцинската нација, али не свативме дека мнозинството во една демократска земја секогаш мора да го почитува малцинството ан женерал, не само на етнички план. Како и да е, дојдовме до тоа сознание. Ова што сега го наметна Груевски како политика, дајте ми гласови да не трпам уцени, да правам што сакам, тоа 94-та, 95-та, 96-та, 98-та година веќе беше абсолвирано од страна на Лјупчев Георгиевски. Тоа личеше некаде 92-93 година се зборува такви глупости. За жал, ние можеби ќе го доживееме тој конфликт. И кога имате проблем, подобро е да се изостри до крај, бидејќи шансата да се реши побрзо, отколку постојано да боледува, постојано да имате латентен конфликт, проблеми кои ќе спречат ништо да не се решава, па утре Груевски да отиде кај станција и да речете, видите, сега имам проблем, сега види, не можам да го решам ова прашање, на прашање имеле, зашто ме притискаат албанци, ми оценува овој и оној, баба ми овој и оној. Не бива таа работа така. Затоа, дајте да ги стераме работите на чистина. Сакаат власт, двајцата кажа Али Ахмети, овој сака 25, овој сака 65,
Не 25-65. 120 да си поделите, земите си ја власта, решите ги прашањата, решите ги односите меѓу себе, да видиме каде ќе дојдеме. Да. Кои се вашите предикции? Ако Груевски бара 62 или 63 пратенички места, какви се шансите за ВМРО ДПМН и какви се шансите за Иванов во вториот круг? Јас мислам дека Иванов во вториот круг, освен по исклучок, ако СДСМ не одлучи да ги бойкотира председателските избори во вториот круг, мислам дека Иванов сигурен победник. Со или без учеството на Ахмети, тоа е горчливата победа на Дуи во првиот круг. Тие покажаа дека може да ги задржат своите гласачи дома, но истовремено ВМРО ДПМН покажа дека нивните гласачи не им се потребни за да изберат председател. Што се однесува до коалицијата, видите, ние имавме ситуација во која ВМРО ДПМН можеше да коалицира со кого сака, па ако сака и со никого. И не верувам дека е тоа варијанта во која би влегле. Мислам дека е ова сепак предизборен маркетинг, со кој си ги дигаат сопствените гласови. Мислам дека повторно ќе биде тоа еден среќен брак помеѓу ВМРО ДПМН и Дуи, без оглед дали ќе биде во соодност 62-25 или во соодност 90-30. И најголемиот, тоа што мене ме поразува лично во изборите, што правиме од понеделник? Ништо не се смени. Односот на силите е релативно ист. Ништо суштински не сме промениле. Ќе завршат изборите, ќе се реконституираме во некаков сооднос. Истите играчи се со иста сила на политичката сцена. Опозицијата нешто добила, нешто изгубила и така натаму, но сепак е останала опозиција. Што правиме од понеделник? Треба ли опозицијата да направи некакви радикални промени? Ако велите што правиме од понеделник и ако силите се тие? Јас мислам дека опозицијата мора да расчисти со самата себе. Мора да расчисти игра или не игра по овие правила. Ако игра по овие правила, тогаш треба да фати една друга стратегија, многу посериозно да работи на себе, многу посериозно да разлета какви се нивните политички проценки, каков е нивниот политички производ. Заев прекратко тука и така на политичката сцена, мислам како лидер на СДСМ во неколку месеци се во прашање. Па Заев е кусо на сцената, но например изостатокот на раководството на листите покажува дека тој не е без моќ во СДСМ. Дека има моќ да донесе сериозни политички одлуки и дека има поддршка од партијата тоа да направи. Грешка ли беа анонимусите во избирачките листи кои беа направени? Видете, тоа е теорија која не може емпириски да се докаже. Моje лично мислење е да. Секој пат кога партијата се ребрендира, односно се преместува од една во друга позиција, вие се обидувате да напуштите една партиска база и да направите нова. Секогаш е ризикот дека ќе изгубите старата, а новата нема да ја создадете. Без силна стратегија, мислам дека било какво ребрендирање на СДСМ ќе заврши во таа варијанта. Вие прашавте дали треба опозицијата да исчекори радикално. Јас ќе ви одговорам многу едноставно. Ако опозицијата не исчекори радикално, луѓето ќе почнат да исчекоруваат радикално, ама не во насока на која посакуваме. За 3 години, 4 години ќе регистрираме дека уште 100.000 луѓе излегле од Македонија и ги нема по светот. Земјата ќе биде уште поназад. Велите добро, може да е добро, ама сите напреднаа. Сите земји од Кина, Индија до Балканот во овие 10 години двојни ги зголемија своите стандарди. Светот напредува. Кина во човековите права сигурно не напреднала, но генерално светот напредува. Не можете да го препознаете светот пред 10 и пред сега години од автомобилите што се возат до листа до денеска. А ние назадуваме. Споредбено ние сме денеска најлошата земја во регионот. Тоа ни укажуваат сите. Во такви услови што да прават луѓето? Што да прават младите луѓе? Убаво вели Петар. Понеделник се разбудиме и што сме што сега? Исто се случува, иста приказна, иста мета, исто остојање. Остојањето ќе биде малку поголемо, за жал. И што сега? И како утре ќе дојдат некои други избори, и како утре ќе некој ќе ме повика, ќе ме рече: слушај, сега да гласаме не за нов почеток, не за промени, ајде да гласаме за некој друг слоган, ќе речем: чекате ме луѓе. Полека. Па ние секоја ќе се забавljам, 9 пати гласаме. 9 пати гласаме, одиш, гласаш, губиш. Па да се разбереме, па Барселона да губи така, нешто ќе промени.
Не да вади кадетска екипа како сега ова, ќе извади пионерската екипа, да не успее случајно пионерската екипа. Не ги коментирам кадровските решенија во СДСМ, но нешто мора да се менува. Јас имам став што треба да се менува. Нека грешам, дај Боже јас да грешам, а се друго да испадне добро како што треба. Добро, благодарам што бевте гости. Благодарам.